Почитувани, добре дојдовте во уште едно ново издание на Медицински совети од клиника Жан Митрев. Како што течеа најавите изминатите денови, денеска зборуваме за дијагноза и третман на кардиоваскуларните заболувања. И тука наш гостин е можеби најповиканиот доктор во нашата клиника, доктор Еве Идовски, специјалист по интерна медицина и специјалист по кардиологија. Доктор Идовски, добре дојдовте и ви благодарам што ни дозволивте да ве украдеме од пациентите на еден час во нашево студио. Добар ден, ви благодарам за поканата. Чест ми е да учествувам во вашата емисија. Се надевам дека ќе одговориме на сите или на повеќето прашања поставувани од нашите пациенти. Ви докторите сте многу барани да образложите одредена состојба, да кажете одредена дијагноза, да го решите проблемот на одреден пациент. Токму и затоа овој подкаст го направивме за да ве доближиме сите вас поблиску до сите оние на кои што сте потребни. Како што реков, ќе зборуваме за дијагноза и третманот на кардиоваскуларни заболувања. Како стои нашата држава, нашиот народ во Република Македонија, еве и на Балканот кога станува збор за оваа тематика? Кардиоваскуларните заболувања, тоест болестите на крвните садови и болестите на срцето, представуваат најчестата причина за смрт како во нашата држава, така и во светот. Соодветно, причините за тоа дека кардиоваскуларните заболувања се најчестата причина за смртност лежат во ненавремената дијагностика. Колку порано ги дијагностицираме факторите кои што водат до овие болести, толку ќе биде намалена стапката на смртност од овие заболувања. Ризик факторите кои што водат до кардиоваскуларни заболувања се многу лесни за дијагноза и соодветно ние би требало да трагаме по нив, да ги бараме и навремено соодветно да интервенираме, така со таа цел да ги спречиме кардиоваскуларните заболувања, а не кога ќе дојде веќе оној момент на последиците од тие ризик фактори со изразено развивање на атеросклеротската болест, тоест нивните последици, веќе миокардниот инфаркт или мозачниот удар, тогаш веќе е касно или веќе пациентот може да се здобие со сериозен инвалидитет, кое што не е добро ниту за пациентот, ниту за семејството, ниту за општеството. Кои се најчести фактори кои што може да предизвикаат некакво кардиоваскуларно заболување, на што треба да внимава секој човек во текот на својот живот? Ризик факторите за развивање на кардиоваскуларните заболувања ги делиме ние медицински на неколку, тоест во две категории. Едната се модифицирачки ризик фактори, тоа се ризик фактори на кои што ние можеме, треба и мораме да делуваме што поскоро, за да не дојде до развивање на компликации од тие ризик фактори. Тоа се на прво место е хипертензивната болест, тоест зголемениот крвен притисок. Второ е дислипидемијата, тоест големеното ниво на холестерол, тоест на маснотите во крвта. На трето место, или може и прво како го сакате, шеќерната болест, пушењето цигари. Овие 4 ризик фактори се модифицирачки ризик фактори, на нив можеме да влијаеме и треба да влијаеме. Додека на ризик фактори кои што не можеме директно баш да влијаеме е генетската предиспозиција, тоест дополку некој во нашата фамилија има болен од кардиоваскуларно заболување, имаме таков кодаток, тогаш треба да бидеме посебно внимателни и при први симптоми кои што се надевам понатака ќе обрнеме внимание, би требало да се обара кардиолог. Кон ризик факторите исто би сакал да ги споменам, кои што се значајни за развој на кардиоваскуларни заболувања, легува реуматизмот, легуваат инфекциите, како и зголемената телесна тежина. Најчесто луѓето имаат проблем со висок крвен притисок, кога ќе се спомнат овие болести. Кога треба да се преземе првиот чекор, да се побара лекарска помош, совет или да се дојде на преглед, кога станува збор конкретно за високиот крвен притисок? Хипертензијата е многу често среќавано заболување, кое што за жал нема баш секогаш симптоми и поради тоа одмовно ги оштетува крвните садови. Така да води до напредување на атеросклероза, соодветно до појава на
последиците на таа атеросклероза, како што кажавме, можност од миокарден инфаркт, тоест инфаркт на срцето или мозочен удар. Нормалните вредности на артерискиот притисок се 120 со 80, тоа е 120 за систолниот горниот притисок, 80 за диастолниот долниот притисок. Но притисок до 140 со 90 се прима како горна граница на нормални вредности на крвниот притисок. Кога ќе измериме еднократно зголемен притисок на овие вредности кои што ги спомнавме, тоа не би требало многу да не загрижува. Во тој случај само треба да сме внимателни и би требало да се постави, има и такви апарати холтер кои што ќе не мониторира 24 часа, и ако за тие 24 часа кардиологот установи дека се работи веќе за хипертензивна болест, би требало да се препорача во зависност од резултатите, се оди во принцип прво месец, 2 до 3 максимум со немедикаментозна терапија. Што вклучува тоа немедикаментозна терапија? Тоа е рестрикција на сол во исхраната. Максимум до 5 грама на ден солена храна. Кога ќе кажеме сол, тоа не значи само сол која што се додава во храната, туку се што е солено. Испомнал сирење солено, маслинки, така натака. Цело се процесирана храна што се продава е Кое што е солено треба да се избегнува. Да се зголеми физичката активност и доколку овие мерки не донесат до резултатот кој што на нас ни е потребен, во тој случај веќе треба да се преземе медикаментозен третман. Фала Богу, денес фармакологијата располага со многу групи на лекови, кои што кардиологот ќе избере која група на лекови ќе приложи кај соодветниот пациент. Значи, зборуваме тука за персонализирана медицина, точно само за тој пациент, затоа што се сообразуваме со придружните заболувања, тоа е коморбидитетите кои што ги има пациент. Може некогаш удобно да дадеме еден лек и да го регулираме притисокот. Некогаш 2-3 лека, се едно е колку ќе дадеме лекови. Целта е да имаме нормален притисок, а не со колку лекови ние ќе го регулираме. Значи, од една страна задолжително ние не медикаментозниот третман, значи зголемена физичка активност, рестрикција на сол и медикамент кој што е потребен или колку што се потребни за адекватна регулација на крвниот притисок. така, дали пациентот го следите, рековте дека неговото семејство, предиспозиции генетски и слично, дали кога ќе дојде кај вас пациент во ординација, буквално персонализирано пристапувате до секој пациент? Да, секако, секој пациент си индивидуа за себе си, сам за себе си и секогаш е тоа персонализирано кон пациентот, сообразувајќи се со сите други болести кои што ги има пациентот, соодветно таков е и нашиот пристап до нашата болница Жамнич. И така го споменавте холестеролот. Како се испитува, кои мерки се преземаат конкретно во нашата клиника за да се изрегулира овој параметар? Значи, зголеменото ниво на холестеролот во крвта е еден од тие модифицирачки главни ризик фактори за развој на атеросклерозата. За жал, и овој ризик фактор не води до некои посебни симптоми кои што може да ги почувствува пациентот и да побара помош, соодветно при рутинските исследувања кои што би требало да се прават на крвта. Ако се установи повисока вредност на крвта, а се разбира соодветно крвта да е земена правилно, нели, да има соодветен период во кој што пациентот нема конзумирано храна, и ако веќе имаме високи вредности на холестеролот, во тој случај, посебно на LDL холестерол, пошто општиот холестерол се дели на неколку подвидови на холестерол, имаме LDL холестерол, така наречен познат како лош холестерол, и HDL холестерол, кој што е као добар холестерол, кој што не штети од атеросклерозата. Спортистите, тие кои што се повеќе физички активни, имаат поголемо ниво на добриот холестерол, што е добро, затоа ние кардиолозите препорачуваме повеќе да има физичка активност. За жал, исто кажав дека начинаваме симптоми, но води подмукло до оштетување на крвните садови. Затоа треба од почеток да пробаме исто немедикаментозен третман. Доколку не успееме со тој немедикаментозен третман кој што вклучува ограничување на храните од животинско потекло кои што имаат поголемо ниво на холестерол, тоест помрсната храна треба да се ограничува, посебно свинското и јагнешкото месо, и доколку овие мерки не доведат до посакуваниот резултат, тогаш веќе се вклучува групата
на лекови, какви што се статините. Денеска фармакологијата има доста групи на лекови, доста лекови за третман на холестеролот и тоа одлични лекови. Но тука сакам да споменам дека нашата цел, барем во нашата болница, така е и со сите кардиолози, не е целта да видиме само во лабораторијата дека ние сме го нормализирале холестеролот, и би сакал да потенцирам дека не би требало пациентот на своја рака, доколку му каже некој дека холестеролот веќе ви е нормален во лабораторијата, и да престане земањето на лековите што ги препишал кардиологот. Кардиологот ја вклучува, и кардиологот, ако треба случајно или се појават некакви нуспојави на лекот, кардиологот е тој кој што треба да исклучи терапијата. Зошто го кажуваме ова? Значи, целта на лековите кои што ги даваме за холестерол, значи рековме, не е само да се нормализира како параметар, како бројка во лабораторијата, туку се користат и за стабилизирање на тие атеросклеротски плаки. Што значи тоа? Тоа значи дека таа атеросклеротска плака нема да нараснува и нема да дојде до пукање на таа атеросклеротска плака, соодветно нагло, не дај Боже, запушување на крвниот сад, соодветно да доведе до некаква сериозна и несакана компликација како што е мозочен удар или миокарден инфаркт или запушување на нозете, на артериите на нозете. Токму и поради тоа ПК мора и истрачувањето да биде контролирано од кардиолог. Да, доколку е потребно, да. Да. Го споменавте вие да ги прочешваме сите фактори пушењето. Македонската нација е една од најстрасните пушачи во светот, значи најмногу цигари се трошат во Македонија, многу пушачи по глава на жител. Како да се намали ова, колку е опасно и можеби најтешкиот порок за луѓето за да се одбијат. Да, одвикнат од тоа. Да, за жал така е, ние сме една од нациите кои што се така страствени пушачи, и би требало на секое поле, не само ние докторите, кардиолозите, и воопшто секаде каде што има можност да се промовира тоа дека пушењето е сериозно штетно не само за кардиоваскуларниот систем, воопшто за целиот организам, за развој на малигните заболувања. Но пошто зборуваме во моментов за кардиоваскуларните заболувања, сакам да споделам со вас еден факт дека според некои студии, доколку се престане да се пуши, не само што се намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања, туку после 3 до 5 години веќе се изедначува со ризикот од кардиоваскуларни заболувања како кај непушачите, кој што ми сметам дека ќе е доволен стимул за некои од нашите гледачи, барем неколку нив, ако ова го слушнат и го спроведат, би бил среќен искрено дека со престанувањето на пушењето, дека ризикот од кардиоваскуларни заболувања, соодветно несакани последици, ќе се намали значително. Да. Да се надеваме дека апелот ќе стигне до повеќето. Не сега во клиниката најчесто се внимава кога некој ќе се појави со градна болка. Што значи за вас, кардиолозите, кога ќе дојде пациент со градна болка? Кога ќе дојде пациент со градна болка, секогаш треба и постапуваме многу сериозно. Важно е да се направи една диференцијална дијагноза, тоест, што значи тоа? Значи да видиме дали таа градна болка произлегува од срцето, дали произлегува од крвните садови, тоест од аортата, или е друга болест која што е во градниот кош. Секоја болка значи нешто дека не е во ред. И секогаш треба да се побара, кога во случајов е градна болка, кардиолог. Со посетата на кардиолог, кардиологот првото што ќе направи е една детална анамнеза, тоест едно ќе го распраша пациентот за да установи дали таа болка произлегува од срцето, да се насочи. Градната болка, која што произлегува од срцето, тоа е една стеглива градна болка, пациентите опишуваат као тиштење, стегање, печење зад градната коска, као притисок, као некоја плоча да имаат во градите. Посебно градна болка која што се јавува при физички напор и после некој време на одмор 5-10 минути поминува таа градна болка, многу голема е веројатноста дека се работи за болка која што потекнува од срцето. Во тој случај, секако правиме ЕКГ, кое што ќе видиме дали има во моментот некакво страдање. За кардиологот многу важно испитување, кое што ќе ни покаже дали имаме или не проблем некаков од страна на срцето. Соодветно, се прави ехокардиографија, зборувам за нашата болница, задолжително, се гледаат каде што ќе ги видиме сите валвули,
во срцето, каде што ќе го видиме миокардот, тоест мускулот на срцето, како се контрахира, како ја испумпува крвта, дали е све во ред, дали има сегменти од миокардот кои што не функционираат како што треба, тоест кои што се под исхемија, тоест недоволно снабдување со кислород. Доколку сето ова ни укажува дека можно е да се работи за срцево заболување, во тој случај постапуваме неколку начини за откривање дали се работи за стеснување на коронарните артерии, тоест артериите кои што го снабдуваат срцето со крв. Има неколку начини за да го диагностицираме тоа. Првото е со стрес тест, со кој што располагаме во нашата болница секако, и уште една понапредна метода, спироергометрија, каде што можеме истовремено да ја провериме и плутната функција, нели капацитетот, кардиореспираторниот капацитет на пациентот. Сега, од кога тука ќе видиме доколку имаме индиции дека се работи за кардиоваскуларно заболување, тоест за атеросклеротска болест на крвните садови на срцето, имаме неколку начини понатака да го додиагностицираме. Едниот начин е, тоест златниот стандард за диагностика на коронарната болест, ние селективната коронарографија, тоест преку катетер со бризгување на контрастно средство се отцртуваат крвните садови кои што го носат крв до срцето, и така можеме со 100% сигурност да процениме дали се работи за стеснување или за комплетно запушување на крвните садови. Соодветно, имаме и друга метода, значи тоа е компјутеризирана томографска коронарографија, која што исто така ја имаме во нашата болница со 256 мултислајниот компјутер, каде што можеме да диагностицираме дали има запушување на крвните садови или не. И сега што правиме натака? Океј, сме направиле коронарографијата, го гледаме, излезите се три од тука. Значи, прво, дај Боже, да е негативна, тоест да се проодни крвните садови или да има мали запушувања кои што не треба некаков интервентен третман понатака, и соодветно можеме да продолжиме со терапијата и соодветно контроли. Втората опција е да имаме запушување кои што се посериозни, кои што може скоро да направат инфаркт. Во тој случај веќе се пристапува кон стентирање на пациентот. И третата варијанта е која што не е катастрофална, но би можела, доколку не се преземат мерки, е да има запушување на многу крвни садови, каде што не може веќе да се постават стентови. Во тој случај се препорачува на пациентот да се изврши хируршка реваскуларизација на миокардот, познато байпас операција, која што кај нас секако може да се изврши успешно. Сека операција секогаш има ризик, нели? Но ние секогаш преценуваме користа од ризикот. Секогаш кога превладува користа, ние тоа го извршуваме. Ехографијата е спомнав, ехокардиографијата претходно, значи тој пациент кој што ние веќе сме го испратиле на коронографија, тој има и ехокардиографија. Доколку има проблем со валвулите, со залистоците на срцето, во тој случај безпредметно е да стентираме тој пациент. Во тој случај ние би требало пациентот да го испратиме доколку има и коронарна болест за хируршки третман, каде што истовремено ќе се реши и коронарната болест, но ќе се реши валвуларната болест. Тоест, соодветно пациентот ќе добие едно комплетно излекување. Значи, сите можни сценарија во клиника Жан Митрев се изводливи за во смисла најдобар ефект за пациентот. Да, фала Богу. Колку тука целата таа опременост ми помага со овие современи апарати, машини и комплетна екипираност, би рекол, на клиниката. Да. Нашата болница така е концепирана од доктор Жан Митрев, идеално, каде што од диагностиката, каде што ги поседуваме најсовремените апарати за диагностика, преку хируршкиот третман доколку има неопходност и претходно предоперативната подготовка, хируршкиот третман, како и после оперативната нега на пациентите, да доведеме до успешен, посакуван, добар завршеток на пациентот. И тоа е доброто и убавината и задоволството од работата, дека можеме сето тоа да го извршуваме во една институција,
во исто време, значи можеме во еден ден многу работи да ги извршиме без да бараме други институции да одиме на друго место. Значи се работи во нашата болница, во освен што е персонализирана медицината, имаме и мултидисциплинарен пристап. Значи во нашата болница имаме сите специјалности кои што ни се неопходни за доколку има потреба еден кардиохируршки или кардиоваскуларен проблем, било каков тој да е, доколку има потреба од, да речеме, било каква друга специјалност, во можност е нашата болница веднаш тоа да го пружи, тоа не пациентот да оди да бара друг доктор, туку докторот ќе дојде кај пациентот, соодветно да го консултира, да го прегледа и да препорача неговите насоки за соодветната друга специјалност која што не е кардиолошка или не е кардиоваскуларна. Практично сите што се потребни се тука во истиот објект. Апсолутно да, се што е потребно, да, 24 часа во денот на располагање ни се сите специјалисти од сите области кои што се неопходни за доброто на пациентот. Така, да споменеме нешто за мозокот. Срцето страда, имаме можност на што е со мозочниот удар. Луѓето многу често се сплашени од тој исход кога станува збор кардиоваскуларниот систем и проблемите што ќе се вродат во текот на животот, што ќе се изнеде. Да, зборувавме за ризик факторите. Значи ризик факторите се тоа ризик фактори за атеросклероза. Атеросклерозата представува стеснување на крвните садови. Тоа е генерализиран процес. Значи тоа не ги засега само крвните садови што го хранат со крв срцето. Тоа ги засега сите крвни садови, соодветно и крвните садови кои што го хранат мозокот. Тоа се каротидните артерии. Значи, доброто тука е што крвните садови кои што го хранат мозокот, тоа е каротидните артерии, вертебралните артерии, не се многу достапни за еходиагностика. Значи, со доплер на крвните садови, на каротидните артерии, ние сме во можност во голема степен да ги видиме крвните садови и да процениме каков е нивниот степен на стеснување. Соодветно, кога ќе видиме дека крвните садови, каротидните артерии се стеснети, во тој случај препорачуваме 256 слојна компјутеризирана томографија, каде што 100% ни се покажува процентот на стеснување. Доколку тој процент е висок, го загрозува пациентот од мозочен удар, каде што последиците би биле катастрофални или развивање на сериозен инвалидитет за пациентот, ние во тој случај препорачуваме хируршки третман. Можно и интервентен третман, но метод на избор во нашата болница е хируршкиот третман, кога за тоа постои индикација да се изврши. Соодветно, нашите кардиоваскуларни хирурзи под водство на доктор Жан Митрев секогаш се спремни, секогаш се тука за да пристапат кон извршување на соодветната операција. Овој тип на операции, како и операциите на срце, подлежат преку Фондот за здравствено осигурување. Имаме таков договор нашата болница со Фондот за здравствено осигурување и може да се извршат кај било кој пациент на кој што му е потребно. Операциите на каротидните артерии во нашата болница се извршуваат со цервикален блок, тоа е локална анестезија. Обично се лежи еден ден во болница, после што нашите пациенти се способни да си отидат дома и да си ги извршуваат секојдневните обврски кои што ги имаат. Со ова помагаме на пациентот, ја враќаме радоста кај семејството, го намалуваме инвалидитетот. После скоро време од рехабилитацијата пациентите може да си продолжат со своите активности, може да се вратат на работните места, да се чувствуваат себе си, дека допринесуваат за себе си, допринесуваат за семејството, допринесуваат за општеството. Во тој случај се намалува инвалидитетот, се намалува користењето на инвалидската помош. Соодветно, се тоа што се прави е со многократна корист за сите, највеќе за пациентот. Така, да речеме еден квалитетен понатамошен живот. Апсолутно да. Често пати имаме прашања во маркетинг секторот, дали секоја болка во нозете е ревматска болка? Да, тоа би многу јасно одговор прашање. Не,
не е секоја болест болка во нозете, ревматска болка. Сакам да потенцирам тука дека пациент кој што почувствува човек, кој што почувствува болка во нозете, тоа во листовите, во подколениците, при пешачење. И таа болка го принуди пациентот да застане. Одмори 5 минути, 10 минути и потоа може да продолжи да оди пак. Значи, многу е голема веројатноста кај тој пациент дека се работи за сериозно стеснети крвни садови кои што носат крв во нозете. Во тој случај, значи, задолжително таков пациент треба да побара помош од кардиолог. Треба да се испитат крвните садови на нозете. Така коска со возраста тоа или веќе се помладите го имате? Да, за жал, атеросклерозата, соодветно незините последици, миокарден инфаркт, мозочен удар, гангрена на нозете, се и кај помлади пациенти. За жал, колку повеќе од овие ризик фактори има еден пациент, толку многу поголема е веројатноста од развој на било која од овие заболувања. Поради тоа, нели, ги споменавме и толку внимание обрнуваме на ризик факторите. Доколку пациентот има болка во нозете и треба посети кардиолог и го посети, тоа што ќе се направи е доплер. Првото испитување, доплерот ќе ни покаже кои крвни садови се стеснети, дали се стеснети, и ако се стеснети, кои се тие артерии кои што се стеснети, и соодветно ќе се направи компјутеризирана томографија за детален приказ на артериите и соодветно за да се направи план како со тој пациент понатака. Дали тој пациент ќе остане само со медикаментозен третман и секако тие кои што ги спомнавме немедикаментозниот третман, дали на тој пациент ќе му е потребна некаква интервентна процедура или ќе му е потребен хируршки третман, кој што пак ќе споменам, и овој тип на операции е преку Фондот за здравствено осигурување на нашата институција и може да се изврши кога е потребно на пациентот. Да, како ризик фактори веќе споменавте и инфекциите, дали може уште тоа да кажеме да го искористиме времето? Да, и Во однос на срцето, нели, проблеми што може да предизвикаат? да, инфекциите се значајни за болестите на срцето, поточно за болестите на валвулите на срцето, исто како и ревматизмот. Значи, ревматизмот и делот инфекциите може да направат оштетување на валвулите, кој што постепено, нели, со текот на времето доаѓа до сериозни стеснувања или оштетувања на валвулите. Соодветно, тогаш секој доктор кој што ќе слушне шум на срце, треба да се испрати тој пациент до кардиолог. Кардиологот после направена ехокардиографија ќе установи зашто се работи, која е причината за тој шум и соодветно понатака ќе предложи третман. Споменавме многу фактори, темата е голема. Еве, од вас како доктор, како човек што живее тука меѓу нас, што би предложиле, што би препорачале, што би ги советувале нашите сограѓани, како да водат што поздрав начин на живот и покрај ова загадено, стресно време, околината, нездрава храна и слично, но кој е тајната формула еве што вие би ја откриле? Тајната формула, тоест Ано и постои таква. тајна, така до сега веќе ја откривме, во препораката би била редовно мерење на крвниот притисок. Тоа не значи редовно секојдневно или неколку пати во денот, нели, да се фокусираме ние само тоа да правиме, нели? Така да. Секако Да не ни стане обсесија. имаме обврски, него мерење барем еднаш неделно. Доколку се забележи, доколку матичниот лекар или по друг начин се забележи дека имаме крвен притисок, во тој случај секако треба да се посети кардиолог. Доколку при случаен преглед на лабораториските анализи се установи високо ниво на холестерол, Исто е да се посети кардиолог. Барем еднаш во годината би било пожелно да се направи крвна слика со одредување на холестеролот и соодветно ако има потреба да се побара кардиолог. Да се каже не на кушењето, веќе разговаравме, би требало доколку сами не можеме да се справиме со тоа, доколку не може пациентот да се справи со таа психичка зависност, би требало да побара помош. Има и во нашата институција оддел за психологија, каде што би можеле да помогнат околу одвикнувањето од тој порок. Водењето на
здрав живот, тоест зголемена физичка активност, консумација на храна која што е бедна на заситени масни киселини, тоест не мрсна храна, би биле препораките. Доколку било каква болка се почувствува во градниот кош, веднаш да се посети кардиолог, подобро на време да се решат работите, дали имаме некакво заболување на кардиоваскуларниот систем, отколку да се справуваме со последиците понатака, која што е мачно за пациентот, за семејството, за медицината. Така да, најдобро е да ги спроведуваме овие препораки за превенција на кардиоваскуларните заболувања, соодветно за подобар живот, подолг живот кај пациентите, поквалитетен живот, соодветно да може да си допринесуваат за себе си, за семејството, за нашата држава. Така, тука би го завршиле ово издание на подкастот. Се враќате повторно кај вашите пациенти. Амбулантата на доктор Енвере зафатена постојано. Како се живее еве со пациентите, вие сте постојано посветен на нив, додека и кога доаѓавме на вака постојано ве бара, дававте совети. Искрено, колку сте и вие сигурен како професионалец, кога за вас стои еден таков стабилен систем, како болница, како клиника? Да, огромно е задоволството да се работи во Жан Митрев клиника, затоа што знаете дека секогаш зад вас стои екипа која што е подготвена да продолжи натака. Ако јас сум во диагностика и го диагностицирам проблемот, знам дека натака имам специјалисти, врни хирурзи кои што можат да го решат проблемот. Доколку се работи за друг проблем кој што не е кардиоваскуларен, знам дека можам да го испратам кај друг врвен специјалист кој што ќе го реши проблемот на пациент. Целта ни е и задоволството е кога знаеш дека тој пациент ќе биде излечен. И сега треба само човек да го почувствува тоа задоволство кога пациентот ќе дојде после направена примерно хируршка интервенција, насмевнат, среќен тој, среќно семејството. Верувајте дека нема подобра награда за еден доктор отколку таа насмевка, отколку тој сјај во очите кој што ќе го почувствува докторот дека си направил нешто добро за тој човек. Токму така. Јас ви благодарам што прифативте учество во подкастот Медицински совети. Се надевам дека во нина ќе имаме и такви многу случаи кои што ќе ги одбележиме токму во подкастот како сведочења. Ви посакувам успех во работата, а на нашите гледачи им посакувам пријатен ден. Следете на нашите социјални мрежи, следете на YouTube каналот. Следната епизода ќе биде најавена соодветно. Следете не, пријатно.